Почитувани, скандалот Рекет 2 не смее да мине без оставка на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и без оставка на министерот за здравство. Тоа е најмалку што треба да се случи, за колку толку да се има доверба во истрагата по поднесената кривична пријава. Ден Дончев и Венко Филипче лажеле, манипулирале, бркале светски гигант во здравството да не инвестира во Македонија. Само и само за лични цели. И се уште Ден Дончев е директор на фондот и може да уништува докази, да влијае на сведоци, може да рекетира, може да уценува, може да тргува на сметка на здравието на луѓето. И се уште Венко Филипче министерува по сета девастација на здравствениот систем, а сега и со вмешаност во кривична пријава случајот Рекет 2. Почитувани, оставки се потребни за да има целосна, вистинска и кредибилна истрага која што ќе одговори на следните прашања. Дали зад намерата во Рекет 2 на Ден Дончев и на Венко Филипче да се сопре продажба стои изнуда на пари и месечни транши кај благајник со брада во Струмичко? Дали во Рекет 2 Дончев комуницирал или на некој начин бил во контакт со Зоран Милевски Кичеец? Дали преку Кичеец во Рекет 2 е вршен притисок приватна успешна компанија да биде продадена не на светски гигант, туку на лице по волја и избор на Ден Дончев? Дали и за тоа мотивот се месечни транши кај благајник со брада во Струмичко? Зошто во Рекет 2, ако имало криминал, како што сметал Ден Дончев, Фондот за здравствено осигурување продолжил со соработката со таа компанија за која што се сомнева дека има криминал? Кој е благајникот со брада во Струмичко во случајот Рекет 2? Дали во Рекет 2 е злоупотребена и вмешана управата за финансиско разузнавање? Дали за истрагата за наводен криминал и смрзнувањето на капиталот на приватен бизнисмен во Рекет 2 не стои рекетирање и зошто нема никакви резултати од таа истрага и по цела година? Дали Зоран Заев бил запознаен со притисокот врз приватниот бизнисмен и доколку бил запознаен, дали го аминувал, односно зошто не го пријавил Рекет 2 кај Русковска? Дали македонското МНР и министерот Никола Димитров биле запознаени за Рекет 2 и тоа од странски дипломати? И во тој случај, зошто и тој не го пријавил случајот кај Русковска? Почитувани, без нивни оставки, барем од морални причини, со право може да се верува дека и Рекет 2 се случува со аминување на Зоран Заев. Тој ниту сега не бара оставки од нив, од Ден Дончев и од Венко Филипче. Ова е доказ дека Заев и државната мафија немаат намера за спречување на криминалот. Ова е доказ дека се залудни и лажни сите партиски декларации на СДСМ, затоа што нема ништо од морал, нема ни М од морал. Срамно е Рекет 2 да мине како Леонардо, Рашковски се уште е генерален секретар, да мине како Рекет 1, ги нема парите, ги нема фрики, кики, шеки, зоки, поки. Не смее да мине како случајот Тополки, пола година заглавен во лавиринтите во правосудството, додека Ангјушев си тера бизнис. Се додека Ден Дончев раководи со фондот, а Филипче со министерството, се дотогаш нема да се открие имало ли изнуда на пари, месечни транши и пат до Струмица кај благајникот со брада. Почитувани, за сите ова е голема афера за која што сделката е видлива, намерата е предвидлива, злоупотребата на институциите е јасна. Ова е афера која што е уште еден доказ, случај за рекетарско здружување на октоподот во власт. Ви благодарам.